Добар ви ден, драги наши пријатели! Ве поздравувам од комплексот Златно буре кучково и ви посакувам убав, радосен и среќен ден. Ние сме сите среќни овде. Зошто? Еве, пролета, значи, на вратата тука, се почнува да расцветува. Првите дрвја, тревата, убав амбиент, значи сега веќе почнуваме и надвор да седиме, го сакаме првото сонце, се е прекрасно. И на крај се разбира, мора нешто да се замезиме. Нека ви е со лесно постот на сите, со арно, со здравје да си го истерате. И денеска сакам да ви направам и неколку следни емисии, исклучиво постни рецепти, затоа што вкусот на традицијата ги следи сите наши верски обичаи, така како што си е кажано, така да правиме. Денеска ќе ви направам една погача што се вика постница. Постница доаѓа од Полошкиот регион, поточно Тетово, Гостивар. И што се мисли под името постница? Најчесто старите жени ја нарекувале постница секој еден вид на пита, месено, излеано, што било празно. Значи, порано питите за текот на постот се правиле буквално само со малку масленце, со зејтинче. Кори празни, а вкусно, превкусно, нели? Таа била постница. Или погачи што правеле од пченкарно брашно, од пченично брашно, без ништо внатре, и тоа било постница. Значи нема сирење, нема јајца, нема јогурт, нема кисело млеко. И денешната наша погача, постница, ќе биде од комбинација на пченкарно и пченично брашно, но со додаток на праз. А за да направите оваа постница, вас ќе ви бидат потребни. Најпрви ќе си земете една чаша за вода од 2 децилитри. И со таа чаша ќе си мерите се. Ќе ви требаат 3 чаши, вакви, од 2 децилитри за вода, пченично бело брашно. Една чаша пченкарно брашно, не палента, туку баш пченкарно брашно, за да биде крцкава погачата. Ке ви треба 2 везени пиперки, едно пакетче прашок за печиво, ке ви треба 2 чаши од 2 децилитри, значи 4 децилитри кисела вода, или ако немате кисела, ставете топла вода 4 децилитри. 1 децилитар масло, што ќе ни треба за погачата, и 1 децилитар масло за пржењето на празот. 4 страка праз, ситно насечкани. Ке ни треба малку сув зачин, бибер, буковец и сол. Да преминеме на работа. Најпрвин што ќе направам? Ќе ставам 1 децилитар масло во тавчето и тука ќе го испржам празот. А ќе видите всушност како се прави ова. Не се прави се да се меша, не, него прво се пече погачата. Останете вие со нашиот рецепт, следете го и ќе видите како ќе ја направиме. Прво ќе ја подпечеме, а потоа ќе ја вратиме тука за да го ставиме пржениот праз. Се подкопува, значи се копа, се превртува. Сега она ќе се пржи, ќе ја намалам температурата на оганот, празот ќе си се пржи, така, и ќе ја скршам пиперката. Со раце. Значи не е битно какви се парчињата, битно е да го има вкусот на пиперката. Сува, везена, црвена, каква имате таква. Така.
тавче број 26. Се што е над 26 ќе ви изгледа многу тенко и многу мало. Значи, ова е доза за тавче број 26. Доколку имате тавче 32, дуплирајте ја дозата. Сега ќе ставам тука сол, 1 прстофат, ај уште малку, пошто нема сирење, нема ништо, ова ќе си бара сол. 1 прстофат сув зачин. Или ако имате, ставете и други ваши зачини по желба. Во оваа постница најважни се зачините, запомнете. Зачините, нашите, домашни. Што ги имаме во кујната наредено? Малку биберче, така, и црвен пипер. Ајде, така. Сега тоа ќе си се пржи, а јас ќе ја направам смесата. Редната да ви биде пуштена на 200 степени. Гледајте, 4 страка праз, боже мили, кога се стопи ова? Видете, леле, како ништо да не остане. Така, нека си се пржи. Ќе пробам само за сол да видам дали е доволно. Одлично. Сега ќе ги ставам прво сувите делови. Прво ќе го ставам ченкарното брашно, но 1 супена лажица ќе оставам. Ќе видите зошто. Доста е ова. И белото брашно ќе го ставам. Така. Ќе го ставам прашокот за печиво. Ќе ставам сол. 1 прстофат, ај уште малку, така. Ќе проверам после дали треба уште да додадам сол. Во тестото оди само сол. Ќе го додадам маслото, 1 децилитар масло. Така. И сега додавам малку по малку кисела вода. Овие чаши беа од 2,5 децилитри. Малку повеќе вода имаме, но нема да ја ставам целата. И ова ви е брза опција, значи, за појадок, за вечера, за ужина, гости ако ви дојдат за да си пречекате. И ова јадење можат сите да го јадат. Јас ќе го исклучам, доволно му е, затоа што после ќе се пече. Ете, гледајте, значи, како пени киселата вода, и киселата вода на постницата ќе ја направи воздушеста со меурчиња внатре. Така. И сега добро треба да ја промешаме. Така. Море таман си дојде. Некој брашно, нели, повеќе пие вода, некој е помалку. Така, сега само убаво да го измешам и го ставам веднаш да се пече. Сега, ќе го извадиме, некога е комплетно печено. Туку пред сам крај, да кажем уште 10 минути, например, да треба да се допече, тогаш ќе го извадиме. Ете, така.
Значи, имајте си малку кисела вода екстра, ако случајно брашното пие повеќе вода. Ако е посуво, да нема влажност во него. Еве, гледајте какво треба да биде тестото. Сега ќе го ставам, ќе го намастам. Така. Еве, можете да видите која е густината. Значи, мора да биде и тестото солено, и фило треба да биде солен. Така. Одлично. Го носам право во загреана рерна. И ќе чекам, ќе го печам некаде 15 на минути. Значи, потребно ми е да биде врзано тестото внатре. И потоа ќе го подкопам, ќе го ставам празот и ќе го вратам во рерната, но ќе го нарасам само со пченкарно брашно од озгора и оно ќе биде крцкаво. Вие, драги мои, останете со нас, наши верни гледачи. Одам на печење. Еве, драги гледачи, значи печена е токму толку колку што треба, не до сам крај. Например, ако немаше прас, ќе оставев уште 10 минути. И сега што правиме? Сега си ја дробиме. Леле, колку е убаво. Морам да ја пробам. И да не изставите прас, она е фантазија. Вака. Гледате како чади? Ето. Еве се гледа влажна уште, значи токму, како што ви кажав, уште 10 минути за да биде готова. Сега ќе земам малку вилушка. Прекрасна е, прекрасна. И така да ја јадете е прекрасна. Значи, ни да се залепи, ма ништо. Каква е крцкава. И сега вака барем малку да е подеднакво, нели? Така. Сега ќе го ставам празот од озгора. Инако, во некои краишта, токму ваквите рецепти што содржат обично брашно и пченкарно брашно и што се посни, каде што јадењето се јаде со рака, го викаат латка. Латка. Значи, оваа посница е прстите да си ги изедеш. Прекрасно нешто. И бара многу прас. Сега празот ќе ја намасти посницата убаво, затоа што ќе ја вратиме уште 10 до 15 минути во рерната. Така.
И ова не се сече, па да кажеме, на парчиња да ја вадите. Не, ова се става со сетепсија. Дури ако имате и некоја бакрна тава. Прекрасно нешто, прекрасно. Така само да изгребам уште малку тука. Ете така. И сега, евака. Уште еднашка поминуваме со лажицата. Значи, ова било специјалитет порано и цели семејства нахранувале во текот на постите. Доволно е само да имате прас и брашно и сите се најадени. Така, го враќам во загреана рерна на 200 степени, но одозгора сега ќе му ставам ченкарно брашно за да крцка. Така. Ете, затоа го одвоив, но не бело, туку пченкарното брашно ќе го ставите одозгора. Ете така. И оди каква пица, какви чуда. Фантазија. Останете со вкусот на традицијата. Сега ќе го испечам и се гледаме на трпезата со вас. Значи, право уживање. Ова ни е задоволството. И како е? Ова треба да се постигне. Значи, треба да биде испечено одозгора, да биде крцкаво. И затоа го враќаме повторно во така распарчано во рерната. И си го вадите, еве, гледате како качамак си го вадите. На парченца. Еве, да видите како изгледа. Значи си го дробите, ставате празот, враќате во рерна и се утепувате од јадење. Што е важно? Што кога ќе го ставите врз празот, ченкарното брашно, тоа си прави чуда. Погледнете. И вака. Значи можеме и со рака. Еве го празот. И сега, исто, може и со везени пиперки, со лукче, отсече, и вакви обични пиперчиња, салатка. Што ви душа сака. Важно да ви кажам, македонската традиционална кујна, мислам дека има чудеси. Сакате постни јадења, сакате масни јадења. Значи, од нашите пиперки, македонски пиперки, се прават милиони рецепти. И бојата добива портокалова некоја боја од самата пиперка. Ова е нешто фантастично. Верувам дека ќе го направите и ќе уживате токму во овој вкус. Драги мои, како ми дојде убаво, како мелем на душата. Знаете како викаат, мене не ме плашат забите. Забите ќе те каснат еднократно, нели? И толку. Се плашам од усните. Од нив те боли цел живот. На здравје, се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата. Довидување.